FM Врива на Радио Слободна Македонија, како што си најавивме, си имаме гостин во студијава во 4-та минута по 15 часот. Ернест Хемингвеј велел вака: виното е една од најцивилизираните работи на светот и една од најприродните работи на планетава, кој е доведено до најголемото совршенство и нуди неверојатен спектар на задоволство и ценење од било која друга чисто сетилна работа. Ако вели Хемингвеј нешто, тогаш треба да му веруваме. Човекот најмногу љубел вино, најмногу љубел добра капка и најмногу љубел добра жена, покрај тоа што нили пишувач на неверојатни убави зборови. И кога сме кај убавините, нешто навистина убаво се случува во Македонија за прв пат во нашата држава на 11 и 12 ноември, значи петок и сабота, ова 2016 година во хотел Мериот во центарот на Скопје се случува нешто навистина убаво. Скопски вински салон Винодонија 2016, посветен на виното, винариите, винската индустрија, љубителите на вино, претинат се посветен на љубителите на убавината, дами и господа. Значи ова е настан кој е наменет за трговци со вино, вински ентузијасти и вински љубители на доброто вино. Токму затоа денеска во FM Врива го имаме директорот на Винодонија 2016, Звонко Херцог. Господине Херцог, благодариме што одвоивте време и што дојдовте, се разбирам, на брановите на Радио Слободна Македонија за да ги споделиме сите оние нешта кои што се најкарактеристични и најважни, се разбира, за сите она што представува Винодонија 2015, односно 16-та, се извинувам. Во 2015-та веројатно требало да се случи што мислам на оваа тема токму во овие мигови, ама сигурно знаеме дека има традиција овој вински настан кој е единствен од ваков калибар во Република Македонија, можеби и во поширокиот регион. Значи петок, сабот, 11 и 12 ноември. Добар ден. Добре дојдовте. Значи, како што кажавте веќе, овој настан се одржува 11 и 12 ноември во хотелот Мериот и посветен на виното. Околу настанот би појаснил дека е прв ваков карактер кај нас, затоа што е посветен на, може да кажеме, професионално дегустирање на вино. Така. Каде што може да се пробаат, дегустираат различни типови на вина. Така. Колку вкупно винарии ќе бидат присутни на Скопскиот вински салон и од кои тоа зими доаѓаат винариите? Вака, значи салонот е со интернационален карактер, имаме и странски винарии кои доаѓаат на овој салон. Меѓутоа, како прв ваков вински салон кај нас, ние сме задоволни, иако странските винарии не се толку застапени со голем број, негде околу 7 винарии, мислам. Така, претежно се од Балканот и плюс имаме една винарија која што доаѓа од Италија. Да, имаме и од Италија што доаѓа винарија и другите се од Балканот, Србија, Црна Гора, од Бугарија. Така. Како е замислена Винодонија 2016, господине Звонко? Значи, почнува во 13 часот настанот, треба сето ова да финишира и првиот и вториот ден во 20 часот. Што ќе се случува во ова време? Овој настан е замислен по програмата да во 13 часот е отварање на самиот настан, каде што свечено ќе го отвориме. Тој настан веќе од 12 до 14 часот во тој период е посветен на бизнес to бизнес средби, што би рекле. Значи тука се поканети и отворено влезо за сите тие кои работат во делот на, што викаат, off-trade или on-trade, тоа се угостители, хотелиери, што работат ритейл кај нас, каде што виното се продава, за да можат да ги пробаат новите вина, да можат да споредат на едно место какви вина има од една винарија до друга винарија, да си направат избор, вклучувајќи поготово особено, значи кај угостителите, тоа ми е некако важно, да може да си одберат во врска со нивното мени храна, да си одберат вино кое би го впариле и со кое би си направиле дополно на менито. Да. Така, на пресот денеска изјавивте дека секој оној кој што ќе сака нели да проба одредено вино ќе биде придружен, и тоа или од енолог кој што го изнајмува винаријата или со кој се работува винаријата, или пак можеби дури со собственикот на винаријата, може да си поразговараат на тема вино, на тема храна и како тоа оди едно со друго. Да, значи тоа е една од вака клучните разлики кај овој салон, да кажеме, затоа што ќе има лице професионално обучено да може да објасни, да ги појасни тие вина, од каде потекнуваат, која е разликата во теруарот,
зависи доколку е заинтересиран и до кое ниво е заинтересиран самиот посетител да постава прашање и да навлезе во тоа. Која е разликата помеѓу Винодонија, Скопскиот вински салон и сите оние вински фестивали кои што се случуваат не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници? Повака за во Македонија можам да кажам, ова е често прашање, а ќе пробам да го скратам овако. Значи, сите други настани во Македонија кои се одржуваат се во чест на виното. Така, сакаме да објасниме зошто овој настан е уникатен. Јас знам зошто, меѓутоа сакам вие да им објасните на слушателите зошто овој настан е уникатен и зошто е единствен од ваков тип не само во Република Македонија, туку можеби на Балканот. Овој настан е уникатен по својата содржина затоа што е наменет за винските ентузијасти, првично за винските професионалци. Меѓутоа тоа не значи дека само за нив е наменет. Проблемот се појави оној момент кога винските ентузијасти не можеа да допрат до фините вина, да кажеме од нашите винари, пошто ние доста сме извозно ориентирани, иако тука се продава вино, неспорно е. На еден ваков настан е згодно да може тие баш што се љубеници во виното да дојдат да пробаат различни вина, она што не може да го најдат на пример во ланците, во супермаркетите, во рестораните и така натаму. Бидејќи имаме го најдат во винските подруми, меѓутоа треба да ги продадат тие вински подруми, а за да ги продадат им требате токму вие. Така, додека го поминат подрумите, веќе ќе има нова берба и тоа е веќе ново искуство и така. Така, значи, настанов за кој сега говориме, почитувани слушатели, организиран од група на македонски вински критичари, суди, ентузијасти, и сето ова е под покровителство на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија. Тоа се оние најкратките детали кои што треба да ги знаат сите оние кои што ќе дојдат се разбират да го посетат Скопскиот вински салон, една вистинска магична приказна која што ќе му се случува на Скопје на 11 и на 12 ноември. Можеме ли да објасниме што тоа точно значи ќе се случува, ќе имаме нели можност да пробуваме, да дегустираме вина од 30 на винари, не само од Македонија, не само од Балканот, туку и од Италија, ќе имаме можност да дегустираме храна која што се разбира може да се движи некако по таа прекрасна, некоја неверојатна линија заедно со виното, меѓутоа што друго ќе се случува? Јас знам дека ќе се случуваат и одредени работилници, семинари и така натаму. Ајде малку да ја објасниме програмата, да ги воведеме слушателите и во таа приказна. Ева, на кратко, значи, мислам дека овој настан во Македонија е единствен по тој карактер што на едно место во 2 дена се одржуваат толку многу работилници на тема вино. Така. Нормално, вино, храна, парување, али главното е значи вино. Негде се планирани преку 10 работилници кои ќе се одржат, тоа се работилници каде што има посетеноста е многу мала група е, значи негде околу 25 луѓе и е на попрофесионално ниво. Една од тие неколку работилници ќе напоменам, значи тоа се парување вино и чоколадо, работилница за балканските автохтони сорти, значи Хрватска, Србија, Македонија. Понатаму ќе има многу интересна веќе ова за ептен професионалци, што би рекле овакво од камник вертикала на Кабарне Севиньон Ten Barrels. Ќе има исто така интересна работилница посветена вака повеќе за винариите, тоа се маркетиншките трендови на винската индустрија. Ќе има работилница за историјата на македонското вино, кога што се сеќам се не го знам точниот наслов. Така, имате нешто навистина неверојатно. Имате историјата на македонското лозарство, меѓутоа и на македонското винарство, току доаѓа значи историјата, меѓутоа исто така и перспективи на македонското винарство. Ова е нешто навистина фантастично и за лозарство, меѓутоа исто така и за винарство. Сега, сите овие предавања кои што се навистина неверојатни, исклучителни, за прв пат дел од нив се случуваат во Република Македонија, ќе го одржуваат исто така интернационалниот тим на предавачи. Така нема да имаме само предавачи од Македонија, туку најавени се бројни гости. Можеме ли да објасниме од кои тоа зими доаѓаат луѓето кои што ќе предаваат и можеме ли горе-долу да ги посочиме сите оние имиња кои што ќе бидат предавачи на овие навистина неверојатно интересни нешта, настани кои што се случуваат, односно ќе му се случат на Скопје, поточно ќе се случат на Република Македонија на 11 и 12 ноември. Ги се извинам ако случајно некого промашам. Така, се извинуваме однапред. Значи, од странство доаѓаат Игор Луковиќ од Србија и Саша Шпиранац од Хрватска, кои ќе одржуваат работилницата заедно со Ивана Симјановска на тема балкански автохтони вински сорти. Понатаму доктор професор Горан Миланов ќе држи вертикала за Кабарне Севиньон на винаријата Камник.
еве јас да се споменам Климе себе да не се Беловски, промашам. винодонија, редовен професор на Земјоделски институт во Скопје, исто така, значи тој ќе биде еден од предавачите. Само што ќе предава тој? Значи вертикала, тоа е споредување на вина од Кабарне Севиньон за секоја берба во низа. Така. Значи разликите да се почувствуваат, климатските услови како влијаат на самото грозје и производството на вино за таа берба. Така. Господине Звонко, кој ќе не внеса во светот на мирчињата и на чоколадото и сите тие прекрасни, сладки, а воедно екзотични нешта? Во светот на мирчињата ќе не внесе Александар Вучковски, Добро. а во впарување во уметноста на чоколадото и виното ќе пробам јас да го направам тоа. Значи, вие сте во оној најинтересен дел. Па, Директорот на зависи од кој фестивалот. аспект се гледа. Така ми падна паричката, да кажем. Аха, за вино и за чоколадо. Значи, не Сигурна е сум тоа дека баш ќе толку имате среќна околност ова. Тешко е да Зошто? се впари тоа. тешко да се што со што оди, ајде малку вака на брзина да кажеме, бело чоколадо оди со бело вино, темно чоколадо оди со темно вино, Од принцип така, да, Так. вака грубо кажано, тоа е така, меѓутоа кога ќе почне да се вкусува, некако другачи искачат работите. Така. Вие сте, господине Звонко, пасиониран вински патник, кој смета дека за целосно доживување на некое посебно вино е неопходно да се посети неговиот автохтон регион, да кажеме така, па така бележите посети на винари и професионални дегустации во повеќе светски вински региони. Да кажеме дека сте пропатувале низ Канарските острови, преку Португалија, Спанија, Франција, Италија, се до својата родна Македонија. Пред да го стартуваме разговоров, јас не можев да не ве прашам каде се сте стапнале и кое се вино сте го вкусиле и сега ве прашувам кој е вински регион кој ето така најмногу ви лежи на срце. Вака, тешко прашање. Тешко Кој ми прашање. лежи на срце, значи, затоа што секој вински регион, посебено тоа се така, можем да кажеме и као субрегиони, значи по-мали области се, секој има своја магија. И на вистина Кој е најмагичен во моментов сега кога ве прашувам и ве на прв визуализирате, кој ми затворете текнува очи. така, па еве можеби би ја издвоил Риоха, ми изгледаше многу убаво. И Навара исто беше убава во Олите, тоа беше порано и главен град тамо во тој дел. Ми текна нека тврдина, замок, убава, винари за дегустација. По колку време се задржувате на одредено место? Па во просек некој 5 дена до недела дена, пошто Доаѓате и првин ги абсорбирате боите, па потоа вкусовите, како? Ја добирате почвата, влегувате во сите оние лозници, односно на местото каде што се расте гроздје, значи одите во лозјето, може би гледате како се бере гроздјето, па потоа како? Го не следите ли можам да ги патот на виното? испланирам, да, не можам да ги испланирам бербите кога се бере, кога се прави, кога излага младото вино или не знам некоја реколта. Меѓутоа, прво отварам Google Earth, значи Добро. да можам да го видам делот каде Истражувате, што е за така. истражување. Така, некои винари што ги познавам, тамо ги контактирам за да може да се договори некаква средба, да може да се договори адекватна дегустација. И од самото место, значи буквално од лозјата, затоа што ме интересира и почвата, ме интересира и нивната експозиција, каде е поставена, што е поставено, како е менаџирано самото лозје, дали е на шпалир, дали е на пергола и така И тоа е натаму. многу важно кога е во поглед виното. Сите тие детали се многу важни. Значи, виното е сочинето да се дојде до виното, патот почнува од лозјето. Така. А тоа ќе имаме можност, се разбира, да го запознаеме во сабота од 14:30 до 15 часот и 30 минути. Сите кои што се заинтересирани како мене, ќе имаат можност да уживаат во перспективите и историјатот на македонското лозарство во конкретниот случај и на винарството и веројатно на тој начин ќе да знаеме како од коренчето на лозата, како целиот тој процес се случува па се до или финалниот производ, а тоа е виното во чаша, во уста, па сето тоа треба да се спари така натаму. Веројатно деталите ќе ги имаме во мериот во сабота, како што кажав и предмалку од 14:30 до 15 часот и 30 минути на оваа тема. На што друго можеме да обрнеме внимание? Што е оно што може би е најинтересно за поширокиот аудиториум кој сега не следи на 3 пати двојна ВРС-ММК? Па, јас би сакал да препорачам за сите посетители кои би дошле на самиот настан, на самиот салон, да пробаат што повеќе вина. Значи, со ова не стимулираме конзумирање во волумен, него конзумирање во квалитет и помала количина. Значи, бидејќи од дегустацијски карактер, Така. ќе предпоставам винарите ќе служат
во помали количини со нормативи пропишани за дегустацијата, се од 5 центилитри до 10 од прилика тука негде. Поентата е значи да се пробаат што повеќе вински етикети и да може да се расуди. Значи тоа би била некоја моја препорака да од таму излезат посетителите со некакво искуство дека пробале едно 40 до 50 етикети. Ке има и некаква анкета, чисто нивен некој избор, па да видиме дали ќе најдеме некој вино за кој сите се сложиле од посетителите кај најдобро и така. Така. Иначе не е од оценувачки карактер. Не е од оценувачки карактер, значи чисто да дегустираат, чисто да се информираат, а понатаму се разбира знаат каде да се обратат, се обраќаат на вас, односно се обраќаат на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија за подетелни информации, се разбира, они информации за најмалечките винари кои што ги нема во супермаркетите, односно чии производи ги нема во супермаркетите, се разбира дека ги добиваат од вас од прва рака во Република Македонија. Ви благодарам многу што одвоивте време и што пристигнавте во ефемврива на Слободна Македонија за да бидете дел од оние луѓе кои што навистина на фантастичен начин го презентираат она преубаво фантастично нешто кое што за прв пат и се случува на Република Македонија, винскиот салон на Винодонија 2016 и само уште еднаш сакам да ги потсетам сите оние кои можеби сега се вклучуваат во програмата дека Винодонија 2016 ќе се одржува на 11 и 12 ноември во новоотворениот хотел Мериот во центарот на Скопје. Ваков настан кој е посветен на виното, винариите, винската индустрија и љубителите на вино за прв пат се случува во Република Македонија. Затоа немојте ни случајно да го пропуштите овој настан. Настаните започнуваат во 13 часот петок и сабота и финишираат таму некаде во 20, односно 20 часот и 30 минути. Ви благодарам што одвоивте време. Ако имате уште некоја завршна реч, односно ако имате уште нешто да ги посоветувате слушателите, можеби ако доаѓаат и ако планираат да дегустираат вака малку повеќе вина, можеби да ги остават автомобилите дома и да дојдат со Секако. Тоа е најдобра опција дефинитивно. Да си ги остават автомобилите, не мора ни такси и пешки, многу поубаво да се прочета човек до таму и уште поубаво кога ќе се враќа назад после винскиот салон. Ви благодарам многу на господинот Звонко Херцог, директор на Винодонија 2016, не дружеше во ефемврива на Слободна Македонија и уште еднаш да ве потсетам дека Скопскиот вински салон е настан кој е наменет за трговци со вино, вински ентузијасти и љубители, и тоа оние вистинските на добрата капка вино.